Оваа пресконференција е посветена на актуелните случувања во однос на одлуката на Република Србија за повлекување на вработените од нивната амбасада во Македонија. По однос на оваа тема изјава ќе даде министерот за надворешни работи господин Никола Димитров. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, владата на Република Македонија ниту имала намера, ниту дала наредба или инструкција, ниту извршила разузнавачки дејства против и на штета на некоја од нашите соседни земји, вклучувајќи ја тука и Србија. Ниту пак некогаш ќе размислуваме во оваа насока. Институциите на државата работат согласно законот за заштита на уставниот поредок и на граѓаните на Република Македонија. Впрочем, токму луѓето во оваа влада ги почувствувале последиците од незаконско прислушкување и добро знаат што значи тоа. Суштината во пристапот кон регионалната соработка на новата влада на Република Македонија се темели на решавање на проблемите кои постојат во регионот наспроти создавање на проблеми. Тоа е политика на отворени врати и решенија, на нов, конструктивен и отворен пристап кон соседите. Тоа се решенија кои водат кон унапредување на добрососедството, соработката и партнерството со другите земји од обкружувањето. Убедени сме дека тоа е единствениот начин регионот одлучно да зачекори напред кон перспективите кои го носат европските и за оние земји и народи кои тоа го сакаат евроатлантските интеграции. Успехот на нашите соседи е наш успех. Нашиот успех е успех на нашите соседи. Доколку постојат било какви недоразбирања, сметаме дека вистинскиот начин тие да се адресираат е директен разговор, диалог. Јас, како министер за надворешни работи на Република Македонија, уште доцна попладнето во неделата, кога ја добив нотата на амбасадата на Република Србија, директно веднаш му се јавив на министерот Ивица Дачич, не успеав да го добијам. Телефонски разговор побаравме вчера и преку нашиот амбасадор во Белград и добро е што има најави од другата страна дека таков разговор ќе се случи најверојатно во утрешниот ден и со колегата Дачич ќе имаме прилика да оствариме разговор. Владата на Република Македонија уште еднаш ги поздравува најавите од официјален Белград за заштита на пријателските односи и за враќање на состојбите во вообичаените рамки. Ова е изјавата и повелете прашања. Повелете. Значи, денеска рече дека знае што сте се договарале, што сте се договориле. Што сте се договарале, што сте се договориле и со кого? Ние мислам дека граѓаните на Република Македонија и граѓаните на Република Србија во името на се тоа што не поврзува, во името се надевам на заедничката европска иднина, двете земји се стремиме кон Европската унија, заслужуваат за вакви теми да не се дебатира и да се разговара врз основа на шпекулации. Затоа диалогот е многу важен, затоа дипломатските канали се многу важни. Ние преку нашата амбасада во Белград побаравме официјална информација за настанот и ќе биде лошо ако носиме избрзани заклучоци пред таква информација да добиеме. Така што и ние сакаме да дознаеме со кого и што. Ние, колку сме негде на 2,5 месеци од нашиот мандат, единствената офанзива што ја преземаме е офанзива на развој на пријателство на Балканот. Сите спорови и сите дилеми ги гледаме низ таа призма, убедени дека или ќе успееме сите заедно, или нема да успееме сите заедно. Во таа насока е и договорот за пријателство со Бугарија, во таа насока е и договорот да имаме заедничка седница на владите со Република Албанија, во таа насока беше и мојата прва официјална посета на Атина, на Република Грција. Тоа е единствената офанзива кон која што се водиме.
присуство на некои други агенции кои не се под директна надležност на владата во било каква държава? Мислам дека разговорот со посредници, каде што најчесто се прават крупни грешки, се носат заклучоци врз основа на шпекулации, може само да наштети. Ние сме должни кон важноста на ова прашање и значењето што го придаваме на нашето пријателство и блиски односи со Србија, должни сме да бидеме трпеливи и да дочекаме, да видиме за што се работи, да добиеме официјална информација, да ја анализираме и потоа ќе споделиме со македонската јавност и со светската јавност повеќе детали околу ова прашање. Меѓутоа, мислам дека шпекулирање сега, без таква официјална информација, само може да наштети. Ние, како што спомнав во првиот момент, уште од неделата, бидејќи немаме што да криеме, Република Македонија и оваа влада нема тајни од овој тип, бевме изненадани од таа одлука и од таа дипломатска нота во неделата, меѓутоа ние уште не сме имале директен разговор. Должни сме, кон значењето на ова прашање, да бидеме трпеливи и да дочекаме информација. И затоа е многу убаво што утре ќе имаме прилика за таков разговор. Затоа и постојат дипломатски канали, службите исто би било убаво да седнат и да поразговараат. Така можеме само да направиме некоја белја. А ние сме во функција на решавање на проблеми. Тоа е исто на некој начин хипотетичко прашање и не знам дали е многу мудро од моја страна да шпекулирам. Дали се работи за некакво недоразбирање, дали се работи за некаков план. Убеден сум дека штом има контакт, работите многу брзо ќе се дојдат тамо каде што беа, а можеби и ќе успееме да извлечеме и корист и Србија и Македонија од овие 2-3 дена и работите уште повеќе да ги напредиме, подобри од тамо од каде што беа до саботата. Во овој контекст, сите насловни страни на повеќето познати вестници во Србија беа наполнети со слики на господинот Заев и со наслови дека тој им забил нож на Србија. Дали може би е и политичка позадина овако се на поставка? И второ прашање, што може не да има можност за последното сообщение на грчкото за поставката на Јовица Палешевски, кој што според нив држал говор пред мапа на голема Македонија. Дали поставки ги ризикуваат повторно односи на Србија и дали размислувате да земете во овој правец, смена може би на консули и други дипломати? Првото прашање ви е прилично близко до претходното прашање, нели? Ја не мислам дека е корисно да се обидуваме да нагаѓаме кои се позадините, медиумите, како што сакаме кај нас да бидат слободни, така веројатно се слободни во Србија, во типот нивниот избор уреднички на насловни страници и така натаму. Основната суштина на зрелоста што се роди во нашето општество на 27 април, особено на тој ден, е дека во ситуација кога светот се соочува со несигурност, во ситуација кога Европа има редица на кризи, еврозоната, финансиската криза, бегалската криза, Брекзит и така натаму, време на Балканот да излеземе од традиционалните перспективи во закопани ровови, да си подадеме рака, бидејќи заедно можеме многу да направиме. Време е да покажеме дека знаеме дека е 2017 година. И затоа оваа влада, покрај силната 369 домашна реформска агенда, се обидува овој дух да го расшири на целиот Балкан. И тоа се гледа. Затоа и договорот беше поздравен како инспирација
за целиот Балкан од страна на комесарот Хан и високата представничка Могерини. Второто прашање, мислам дека е време веројатно и на тоа да се одговори. Ние со нетрпение го очекуваме грчкиот министар за надворешни работи Коцijas идниот четврток. Овие денови зближено ќе соработуваме во однос на агендата и во однос на мерките за градење взаемна доверба. Јас како министар за надворешни работи нема да дозволам излети кои што се против Уставот на Република Македонија. Уставот на Република Македонија вели дека меѓународните договори што ќе ги склучиме се дел од домашниот правен поредок и тие ќе се почитуваат. Република Македонија има интерес да ја почитува времената спогодба со Република Грција од 1995 година, како што нема да дозволам кадровските решенија да ги диктира друга држава, така нема да дозволам и грешките да се пикаат под килим. Сликањето, иако тоа не е организација на Генералниот конзулат во Торонто, меѓутоа сликањето со мапа која што навлегува во територијата на Република Грција не е политика на Министерството за надворешни работи на Република Македонија и не е политика на владата на Република Македонија. Исто толку колку што нас би не засекирало и би не љутило друга држава и представник на друга држава да биде сликан и да настапи каде има иконографија на наша соседна држава која навлегува во наша територија. На случајот уште се работи, ќе го повикаме или мислам дека денес го повикуваме генералниот конзул на консултации. Јас ќе формирам комисија која што ќе ја утврди одговорноста. Впрочем, и предходната влада и мојот предходник неколку месеци пред политичката промена во Република Македонија имал инструкција до дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија на оваа линија. Ова нас не ни оди во прилог, ова не е наша политика. Ние сакаме да влеземе во НАТО, тоа значи дека утре Грција треба да ни биде сојузник и ние, Република Македонија на Грција, треба да ја бидеме сојузник. И затоа сакам многу јасно овде да направам една линија, дека во иднина вакви излети уште поригорозно ќе ги третираме и нема да ги толерираме. Судбината на оваа држава и интересот на граѓаните на Република Македонија се преважни за некој да направи ваква грешка. Тоа е веројатно прашање би било посоодветно да биде упатено до Министерството за внатрешни работи. Тоа е пратеник, има и политички димензии и така натаму. Не би сакал да го коментирам. Уште едно прашање и контекст. Имаше разноразни шпекулации низ медиумите во регионот околу тоа. Република Македонија не е во позиција да има некаква водечка улога по тоа прашање, бидејќи тоа прашање е важно и за нашиот сосед Србија, и за нашиот сосед Косово, ги дели, бидејќи имаат суштински разлики во однос на тоа прашање, и сето тоа мораме да го имаме предвид и никако не сме во ситуација да имаме некаква водечка улога. Мислам дека како елементи во градењето на нашиот став по ова прашање ќе биде интересот на Белград, ќе биде интересот на Приштина и ќе биде интересот пред се на Република Македонија. Не знаеме кога ова прашање ќе биде на дневен ред. Можно е ова прашање да биде на дневен ред идната есен. Многу работи можат да се сменат до идната есен, можеби ќе има и
некакви промени во ставовите на инволвираните страни, така што освен елементите не би сакал да бидам многу по-дециден и по-прецизен сега, денеска, да видиме кога ќе биде тоа прашање и тогаш ќе бидеме многу појасни. Две прашања. За првото, јас би го прочитал овој параграф, за да знаеме за што зборуваме. Владата на Република Македонија ниту имала намера, ниту дала наредба или инструкција, ниту извршила разузнавачки дејства против и на штета на некоја од нашите соседни земји, вклучувајќи ја и Србија. Ниту пак некогаш ќе размислуваме во оваа насока. Институциите на државата работат согласно законот за заштита на уставниот поредок и на граѓаните на Република Македонија. Ако одиме во шпекулација кој би можел да биде ако воопшто нешто се правело, можеме само да направиме повеќе лошо од добро. Да видиме за што се работи, да отвориме директен диалог, пред се носејќи се со идејата дека и Србија и Македонија имаат интерес да бидеме блиски и да соработуваме. Ние сме многу блиски, бевме заедно во поранешна Југославија, ќе бидеме заедно во Европска Унија. Немаме интерес да имаме вакви односи со Србија и убеден сум дека Србија нема интерес да има вакви односи со Македонија. Јас со нетрпение очекувам посетата на Берлин, ќе одам таму на 6 септември на средба со мојот колега и други средби и јавни настапи и така натаму. Тоа е непосредно пред германските избори. Ние, целиот Балкан, многу очекува од Германија, еден од главните мотори и на Европа и на Берлинскиот процес, кој што многу се бави со нас. Последниот самит беше многу плоден во Трст, во Италија. Што точно ќе побарам? Ќе побарам две работи. Одлучноста што се роди во Македонија, излегувајќи од кризата, да успееме да го искористиме оваа втора шанса да направиме нешто од нашата држава, да направиме европска демократија со која ќе владее правото, е шанса и за Европа и за Германија. Да покажат дека можат не само да помогнат да се стопира криза да оди подлабоко, туку да помогнат кога има добри работи и добар развој да се донесе работата до конечен успех. И околу второто прашање, дали ќе барам некаков конкретен ангажман и така натаму, мислам дека е многу поважно да обезбедиме Македонија да почне пристапни преговори, а ќе оставиме на тоа каква форма ќе има таа поддршка, штом ќе стигнеме во тој момент и согласно интересите на земјите каде што одиме. Во секој случај, нашата реформска лекција, мислам дека ја научивме. Лекцијата за Европа треба да биде рискантно е и штетно е една земја да се остава во чекалната зад заклучени врати и во однос на Европската Унија и во однос на НАТО алијансата премногу време. Примерната одговорност за тие заклучени врати ја имаме ние и соседите со кои што имаме прашања, во конкретниот случај особено Грција, меѓутоа и европската политика има минус и на некој начин соодговорност за таквата ситуација. И затоа убеден сум дека и Европа и Грција, и меѓу другото тоа се обидував да го направам во Атина неколку дена по изборот на владата, и за Грција е ова шанса да помогнат за да имаат една европска демократија како сосед. Ви благодарам за вниманието.